Уште едно издание, уште една епизода на така наречениот видеокаст или подкаст или како сакате наречете го Вербалиум, кој што од неодамна се емитува на YouTube платформите Facebook, Instagram, Twitter и каде се не, и би ве замолил како публика да не поддржите, да направите на subscribe, лайк, шер на нашите содржини и така натаму. Веќе имавме два прекрасни гости во првите две изданија, а продолжуваме и понатаму со прекрасни гости и се надевам дека нема да ве разочараме, дека нема да ве да ве разочараме во однос на содржините кои што ги нудиме и дека ќе ви биде интересно и во следните изданија на овој опуштен, несекојдневен и се надевам за вас пријатен подкаст наречен Вербалиум, во кој што си правиме муабет и се разговараме со разни урбани херои, па не само на Скопје, ќе имаме гости од другите градови на Македонија, и во кој што разговараме на разни теми. Сега некој ќе каже: Пеце, каква врска имаш ти со кардиохирургијата? Немам никаква врска и фала Богу не сум имал некакви срцеви тегови или проблеми до сега, или не знам, можеби човек ги носи во себе, а не знае некогаш дека ги има. Често се случува она, како се вика, некој, имаме еден пријател се вика Саша Љолес, секој 3 дена ми се жали дека има некакви прескокнувања на срцето, и најинтересно е, докторе, дека човекот не оди на доктор. Веројатно тоа се случува и со повеќето од нас. Сите имаме по некоја мана срцева, можеби, а не одиме на доктор. Професор доктор Сашко Јовев, што да се каже? Мислам, на бројни интервјуа го гледаме доста често, последните неколку години, можам да кажам, не само последнава година, и не после она, па прва е така, ако не се лажам, трансплантација на срце која што изведена во Македонија пред година и кусур. И после тоа уште бројни други трансплантации. Јас сум тотален лаик за кардиохирургијата, така што немој да се изненадиш ако те прашувам како оние знаеш пациенти што ти доаѓаат и на клиниката и вака да се советува за некои работи, а не знаат ништо за ова. Тотален лаик сум за кардиохирургијата, па за трансплантација на срце читав и гледам неколку твои интервјуа. Тоа е просто неверојатно. Тоа делува како да менуваш, како се вика, на карбуратор на кола или некој дел. Да. Буквално одредени описни видеа во кои што вие презентирате што таму се случува, делува така и просто ми е фасцинантно, ништо не знаев за тоа додека не ги гледав тие интервјуа. И сакам да те прашам најпрвин, колку ние водиме сметка за нас и за нашето здравје и воопшто дали имате пациенти кои што доаѓаат, да речеме, во доцна фаза пред такви финални оперативни зафати кои што треба да им се направат? Водиме ли сметки? Имаме ли македонците навика да водиме сметки и грижа за нас, посебно кога ставам збор за срцевите заболувања? Вака, благодарам на поканата. Има убаво име емисија Вербалиум, ама ја би ја крстили Урбаниум, затоа што одамна не сум видел вака урбанифација, урбано место, и се надевам така урбан муабет, што ни фали на сите, да знаеш. Па се трудиме на телевизиите, на радијата, веќе такви содржини речиси да нема. Речиси да нема. Во фолкот, од Карши го слушаме секој ден, не преплави. Да, точно. А што се однесува до прашањето, стварно имаме проблем тука, нашиот народ. Зошто? Затоа што де факто повеќето од пациентите доаѓаат во една покасна фаза, што може би не е преголема нивна грешка. Може би е грешка на примарниот здравствен систем. Затоа што во западниот свет, особено Германија, има толку организиран примарен здравствен систем, кој што постојано ве систематски прегледува, што многу на време се открива и што е така пласирано до терцијарното здравство, што терцијарното здравство само треба да се го направи оној процент, оние 20% и да го реализира на крајот лечењето. Да, факт е дека нашиот народ, нашите луѓе касно доаѓаат на лекар и дека касно некои болести се откриваат, и токму затоа имаме многу тешки пациенти на клиниката. Зошто ти го кажувам ова? Затоа што на пример во пандемијата која што се уште не е завршена со коронавирусот, имаше еден тон случаи на пациенти кои што буквално во таа некоја последна фаза со тешки компликации, во многу лоши услови се хоспитализираат, и потоа имавме висока, вечна дилема беше тоа околу пандемијата, дали е нашиот здравствен систем лош или луѓето едноставно немаат навика на време да се јават на доктор, веруваат во, не знам, чуда, врагови, врачеви и така натаму. Од двете работи има по нешто. Што се однесува до нашите луѓе, де факто касно се оди на лекар. Што се однесува до примарната медицина, малку имаме некои промашувања кои што би можеле да се поправат, нели?
А што се однесува конкретно време на пандемијата, нели има два момента. Едниот момент што оние кои што немаат ковид или немаат тешка некоја клиничка слика на ковид, нели, а кои што имаат други заболувања, чека и тука многу се изгуби време. Се изгуби секаде во светот, не само кај нас, особено со срцеви заболувања или заболувања на карциноматозни заболувања, разбирате, во прв ред, бидејќи тие се најчести. Од друга страна, што се однесува до здравствениот систем. Сега ќе ви кажам која беше суштинската грешка. Значи, имаше во текот на пандемијата пациенти заболени со ковид со лесна, во наводници некоја средна клиничка слика и една група која што навистина тешко поминаа со тешка клиничка слика. Овие првите се третираа и без проблем се третираат. Они што беа најтешките, требаше да се третираат и треба генерално да се третираат на друг начин. Треба јака интензивна нега, единица за интензивна нега. Тука се изгубија доста пациенти. Зошто? Секоја чест на инфективна клиника и на сите интернистички гранки кои што знаат до некаде да си го лекуваат својот пациент. Меѓутоа, кога ќе дојде она најтешкото, треба јака интензивна нега. Зошто Германија имаше најмала смртност и зошто француски пациенти и околни пациенти од Европа одеа во Германија? Затоа што Германија сите своји 80 клиники за кардиохирургија торакална васкуларна, каде што интензивната нега е најопремена, каде што технолошки е спеј шатл во однос на сите останати, стопираа лекување на срце и пациенти, сите се лекуваат таму во најтешката фаза пациенти со ковид. До вклучување на разни машини за екстракорпорална циркулација, едно, друго и така натаму. Значи, проблемот беше тука што ние единици за интензивна нега, опремени, високотехнолошки, како што впрочем е на нашата клиника, нели, имаме многу малку, скоро и да немаме. Тоа беше проблемот. Значи, она што фалеше во случајов беа повеќе добро опремени и со добро опремен кадар интензивни неги, единици за интензивно лекување, што не мора да ги имате кој знае колку во едно мирнодопско време, нели, кога нема ни пандемија и епидемија и така натаму. Меѓутоа, требаше да се искористат некои капацитети. Не и се. Малку ги има тие капацитети кај нас. Клиника универзитетска за кардиохирургија и Карел, клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Меѓутоа, еве, во Германија конкретно, 100 клиники и 100 интензивни неги во Германија, од кои што 80 беа кардиохируршки, беа ставени на располагање за пациенти кои што имаат тешка форма на ковид. Значи, тука малку Добро, ако правиме споредба или компарација на нашиот здравствен систем и германскиот, тоаш нема да стасаме далеку. Да. Меѓутоа, дали ајде сега е малку тешко прашање за тебе како доктор и како професор, меѓутоа дали нашиот здравствен систем потврди во однос на дали можеме да го видиме системот за големата смртност? Ова е малку надвор од тема за кој што треба да сметам дека можеме да го видиме системот. Имаме голема смртност, да не се лажам. Јас ги во радио ги споредував бројките на, да речеме, на ново заболени или на моментално заболени со ковид и на смртни случаи во текот на едно деноноќе или во текот на една недела. Страшно, на пример, во Словенија има 2-3 починати, во Македонија имаше по 2-30, 50, 60. Точно така. Потврди здравствениот систем и токму затоа потврди. Една од причините е ова што пред малку ја спомнав. Или ајде може да формулираме така, можеби подобро да кажеме дали менаџирањето со менаџерите со здравствениот систем потврлија во однос на сега тука мислам да не бараме виновник, да не бараме виновник, точно така, меѓутоа тука не сум сосем најсигурен овој дел кој што е во смисла на пациент со тешка клиничка слика кој што интензивно треба да се лекува, ми е сосем јасен и знам дека е тука потврлено. Во овој првиот дел во однос на менаџирањето со таква пандемија не сум доволно запознан и стручен. Има моменти каде што навистина има кадри кои што знаат да изменаџираат, меѓутоа генерално сепак мислам дека и тука потврлено. Ништо ќе мораме да учиме од некои други, не дај Боже, пандемии понатаму, меѓутоа ова беше добра лекција за сите нас тука и мислам дека точно детектиравме каде се болните точки, ги имаме во овој наш, да не се лажеме. Мислам, јас зборам од позиција на пациент, да некој што ги користи тие услуги. Ајде вака сега, кога сме кај пандемијата, имам доста пријатели кои што се на прилично млада возраст, значи околу 40 на 40 и кусур години, кои што прележаа ковид и многу често кај нив се јавија некакви, хајде како да ги наречам, срцеви мани по прележувањето. Што се случува, некаква неправилна работа? Не само срцеви мани, туку многу други компликации кои што се бизарни во наводници дури. Дури и бизарни. Конкретно за срце и де факто, и знаете што, повторно ќе ја споменам Германија, затоа што знаете дека сега во протоколите во Германија има дека секој прележен пациент со ковид после 3 месеци треба да направи ехо на срце. Што значи дека има проблем.
што значи дека е афициран мускул од срце дефинитивно и се очекуваат, повторно не дај Боже, многу повеќе она heart failure, срцева слабост, синдром на срцева слабост кај пациентите и особено кај помлади на еден подолг период после оваа епидемија, тоест пандемија. Разбирате? Што значи дека дефинитивно е срцевиот мускул афициран, стручно од 2-3 аспекти што ги знаеме, меѓутоа можеби и од некој аспект што не е доволно познат во моментот, нели? Да, не само срцеви, туку и други компликации. Верувате ли дека ковидот остава трајни последици не само на Апсолутно верувам, дури и гледам и не само Ја мислам не направив никакви испитувања по прележувањето на ковид. А имам проблеми со кашлање, имам проблеми со белите дробови. Па рековме тоа е алергиски проблем. Добро, но остави и доста психолошки или психички проблеми. Психички не во смисла на длабоки психички, нели во смисла на некоја психијатриска болест и така натаму, меѓутоа оние по-лајт кои што многу значат, нели? И затоа ги нарекам психолошки нели проблеми остави и особено кај помладата популација, што значи дека тука имаме и ќе имаме многу голем проблем. Па вие не знам дали гледате во време на пандемијата, само на Балканот Ал Джазира прикажуваше редици пред психијатриските државни амбуланти на луѓе кои што чекаат за преглед после ковид. Докторе, тоа е една друга тема која што малку подоцна сакам да фатиме, тоа е за мене ми е многу чудно, значи има на цела фела на твои колеги, нели здравствени работници, министри кои се не гледаме секој ден на тие пресконференции секој ден, може би сега да начнеме. Зборуваме за ковид секој ден. Зборувавме за корона кризата, зборувавме за полициски часови, зборувавме за рестрикции, зборувавме за кои што од денешен аспект мене ми се малку небулозни и не ми се логични. Вчера гледав пред 2 години што се случуваше, не знам дали го паметиш она старите лица може да излегуваат само од 11 до 14 часот, лица до 18 години од 12 до 17, сите лица што се од 18 до 65 можат од тоа беше малку лудо вака од денешен аспект. Имаше ли ефект тоа? Мислам дека немаше апсолутно ефект. Мислам дека вака помина една дистанца временска, не многу работи ми се нелогични, многу се луташе. Тоа сакав да те прашам, кога сме кај таа ментална хигиена или психичка или психолошка, како сакаш наречија, во пандемијата се зборуваше константно за смртноста, за ефектите од короната, колку е таа опасна. Дури не сакам да звучам вака како бабини деветини да раскажам, меѓутоа имам пријател кој што почина на 50 и кусур годишна возраст, кој што во таква паника замина на клиника, што мислам дека тоа многу му влијаеше. Мислам дека ги преплашивме луѓето со информациите за ковид кризата и само тоа го гледавме на сите медиуми, а многу малку простор и време оставивме за одржување на ментална или физичка хигиена. Не знам зашто не гледавме обраќање на здравствени работници кои што ќе ни дадат совети колку е важно да се вежба, например. Физички, не знам колку да се одржува менталната хигиена во однос на, не знам, читање, релаксација во таков услов. Мислам дека тој стрес, а верувам дека ти како кардиохирург си можеби убеден или знаеш стресот колку влијае на здравјето, мислам дека живеевме во многу стресни 2 години. И како тоа се одрази на... Точно е дека живеевме во многу стресни 2 години, точно е дека бевме бомбардирани со такви опасни слики кои што страшно влијае на сите нас, меѓутоа, пазите, ова пак, ќе ви кажам за оној другиот момент, треба да го гледаме во една глобална слика, така беше во целиот свет, што значи има тука нешто со тие медиуми и со тоа преплашување на населението, дефинитивно од една страна. Од друга страна, кога велиме дека вашиот пријател во страф и во паника отишол, да, едно е овој момент, второ е затоа што самиот ковид многу респираторните органи исто така ги напаѓаше, нели? Правеше една дисеминирана, да речам, коагулација, зголемено згротчување на крвта, нели, и помала размена на кислород и обично хипоксичните луѓе, оние кои што имаат помалку кислород, се веднаш преплашени, анксиозни, со страшно срцевиење, што значи дека ако дојде до момент да оди во болница и преплашен, тој веќе е хипоксичен. Тоа е од една страна. Оној кој што гледајќи го сето ова што ни се пласираше, меѓутоа, како што ви реков, секаде во светот и таа глобална слика треба да гледаме затоа што све е усклоп на конкретно целава пандемија, знаеме во склоп на еден глобален филм, нели? Е паника која што не требаше апсолутно да се случи, комплетно сте во право дека требаше нешто друго да правиме, тоа е паника која што се надминува, во смисол не се завршува таа паника во болница, нели?
може се заврши кај психолог, психијатар и со хелекс, нели? Колку е тоа штетно за самиот пациент да влезе во една вознемирена ситуација? Апсолутно е штетно. На тие апарати. Апсолутно штетно е. Се тоа е еден циркулус вициозус, е зачаран, затворен круг, се и самиот организам, и самиот мозок наш, и се тоа е еден зачаран круг, затворен круг, нели? Едно со друго секако има влијание, апсолутно. Добро, и потоа се случи една, како да ја наречеме, воена криза и ковидот некако почна да го снимува по медиумите и никој рече да не зборува за тоа. Тоа се некои симптоми за кои што можеме цела емисија да направиме. Точно така. Ајде вака се вратиме малку на вашето поле, нива, како сакате да го наречеме, тоа е трансплантацијата. Јас сум тотален лаик. Како се изведува една трансплантација на срце, не зборуваме за оние, има и механички. Има и механички срца, тие ги работиме многу имаме такви. Тоа не ми е јасно, не можам да многу како може човек да вгради во себе нешто што е практично како дел од коло и да живее така. Да, и е практично страно тело, не страно тело, да. Вака, самата трансплантација изгледа понекогаш нели оној механичкиот момент на самата трансплантација е и наједноставниот момент, нели? Ние точно знаеме каде и како ќе се експлантира срцето, каде ќе се направат тие поврзувања на стомози, и тоа е момент за кој што треба, нели, максимална и концентрација и искуство и семе, и тоа е некако најлесниот момент. Целата слика треба да се гледа, нели, трансплантација, која што е еден резултат на една висока технологија, знаење, многу комплементарни гранки во самата кардиохирургија, нели, за да сето тоа се изведе како што треба, нели. Ние практично почнавме со трансплантации, може да се почне ако имате кадавер. Кадавер е, нели, пациент, организам кој што е веќе починат, има мозочна смрт, нели, и кадавер е чувачот на органите. Значи тој има мозочна смрт, меѓутоа се уште хемодинамски функционира, нели, и тој ги чува органите додека не се експлантираат и трансплантираат во друг орган. И се одржува, но и тоа одржување е кратко, 24-48 часа, 2 до 3 дена најмногу, затоа што со самото умирање на мозгот, мозокот се случува една низа на проблеми кои што и соматски влијаат веднаш на срце и на останатите органи. Значи, техничкиот дел е експлантација и имплантација. Понатаму, она што е многу битно е да се тоа срце сочува за време на транспортот. Ние имаме среќа што нашиот транспорт е 5 минути од универзитетската клиника за. Тоа што сме гледале по филмовите, носење во фриждер. До 4 часа во фриждер се носи, па со авион, па во Евротрансплант или во Америка од еден до друг град и така натаму, нели, на дистанца. Ние имаме среќата што сите тешки пациенти, најтешки може да се третираат или на клиниката за анестезија или кај нас и ќе завршат тука и онда го имате и тогаш го имате или тука или го имате на 5 минути од вас. Значи нашиот транспорт е 20 минути. Прво, да секако се чува во ладено, прво хипотермијата треба да го сочува за да тој спие во наводници, како да хибернира. Чекај, не како срцето се става во машината, како функционира тоа во претходно кога се зема, се зема и во неговите крвни садови, нели, се администрира одредена солуција која што ќе треба и уште пред да сопре тоа срце, уште пред да се експлантира, која што ќе треба на некој начин да го сочува. Се има многу детали, меѓутоа да ги замрзне неговите енергетски резерви и неговата работа во одреден период и потоа ладно кое што е додаток на самата хипотермија на тоа да се сочува тоа срце, во смисол дека кога е ладно тоа не работи, нели, спие, хибернира, нели, а претходно сте му администрирале одредена течност која што има многу солуција, која што има многу елементи од кислород преку електролити, преку други кои што треба да ги сочуваат неговите така наречени АТП резерви на енергетски. Меѓутоа се сочуваат одреден период и тоа спие. И ние го транспортираме, го трансплантираме, а организмот кој што веќе нема срце, нели, оној реципиентот така, е на машина за екстракорпорална циркулација. Тоа е вештачко срце и плуќа со специјални оксигенатори и тоа може така да тера саат, 2-3, колку што ние секојдневно ги вршиме нашите операции, нели? И потоа се реанастомозира, оној механичкиот дел се врзуваат сите детали повторно, и тоа делува едноставно не, сепак е тоа ткиво, вакво или онакво, треба да се усклади сето тоа, да се сето тоа нежно, минуциозно и како што треба направи, нели, и да се направи за кратко време. Да се направи. А што е со механичкото? Механичкото е сосем друга приказна. И како изгледа тоа? А механичкото е сосем друго. Како беше на Iron Man? Како пропелерче едно практично. Тоа е пумпа, тоа е ротациона една пумпа. Ве гледав на едно интервју и се носи може би гледавте и на ташничка која што Таа е ташничката е надворешниот генератор кој што му дава импулс да работи. Тука се чува батерија, нели, има во ташничката, која што дава импулс за да работи тој. Сака да кажете дека човекот што е опериран си ја носи цело време со него, спие со неа, работи, функционира. И тоа ќе види уште година. Тој има, значи внатре имплантирано срцето, на врвот на левата комора, тоа е како пропелер, да речеме, што работи.
зема крв од левото срце и со една повторно, како се вели, едно премостување кој што ќе склоп на самото срце како направено од одредена материја и така, сега да не дискутираме во детали, се анастомозира, се поврзува со главниот крвен сад со аортата и потоа наместо левата комора работи тоа. Океј. Надвор и према надвор низ кожата до генераторот на енергија се вади еден кабел, така. И преку тој кабел да се даваат информации, нели, се дава енергија практично да работи, нели се напојува практично и така работи роторот. Набрзо, следната година ќе бидат wireless водени истите, така да ќе може да се имплантира вешташко срце внатре, преку телефонот на wireless да се раководи и да се генерира неговата работа и пациентот тогаш сега тие шетаат со тие своји торби, но не пливаат. Друг спорт може, точак возат, шетаат и така натаму. Со бањање ќе се изолира убаво таа торба, тој генератор или надворешен тие батерии и може и да се избања. Но набрзо следната година, нели, производителот ќе имплементира пумпи кои што се тотално wireless, ќе може да се контролираат преку својот телефон или преку некој надворешен уред, нели, девајс и ќе може тој пациент и да плива и да функционира уште понормално и да ги има помеѓу нас, а да не знаеме дека ги имаат истите, да. Докторе, често го спомнуваш развоја за свесност за донорство во Македонија. Да. Каде сме на тоа ниво? Можна сме подобри од како првата трансплантација направивме, меѓутоа се уште сме. Дојдеме до еден момент да те прашам, доста важен во овој сегмент. Се уште не сме добри некаде. Некаде брзо стигнавме до средина на едно ниво кое што сакаме да го имаме, меѓутоа се уште не сме доволно добри. Затоа што фатив едно интервју твое во кој што зборуваш за важноста не само за срцева трансплантација, туку и за други органи. Генерално за сите органи. Дека сме во подготовка и за такво нешто, ќе дојде. За бели дробови за етра, да, за бели дробови сигурно. Фантастично кога стана збор за македонското здравство, ама одиме натаму изгледа полека. Одиме натаму, да. Добро, а во однос на Европска унија или другите земји на Балканот, каде сме со донорството? Тоа сакам да кажам, да, со донор растеме, меѓутоа не сме се уште доволно добри, затоа што ја исто во неколку интервјуа споменав дека. Затоа што не знам сега дали ова мит, легенда или уверување, убедување, ама да не се лажеме, Македонија е сепак едно малку конзервативно и традиционално општество и систем, општество да речеме. Кај луѓето често пати сум слушал она, знаеш, од верски или некакви религиозни убедувања дека ако човек даде дел од своето тело или од своите органи, дека нема да биде примен, не знам каде, по завршувањето на својот живот. Да. Не знам колку си ти запознан со таа. Да, знам, да. Тоа не е митологија, тоа се убедувања. Луѓето се убедени дека ако дадеш бубрек дека нема да те прими. Да. Дедо Боже. Малку се дискутира за тоа и малку се споменува тоа кај фамилиите кои што евентуално би имале некој Мислам само како дел од оној сегмент зошто луѓето не се одлучуваат за донорство. Мислам дека тоа сакам да кажам, можно е и најверојатно е тоа една од главните причини, иако многу не се споменува тоа. Ако зборувате со фамилија, тие нема да ви го кажат тоа, нели, ниту пак на било кој начин ќе дознаете дека тие така размислуваат. Можно е такво нешто, ама од друга страна, видите, на Балканот исто Хрватска, Словенија прават доста трансплантации по глава на жител, како што спомнав многу пати, они прават најмногу трансплантации по Европа по глава на жител. По глава на жител. Например, во Хрватска многу помогна самата црква католичка токму за тоа. Таа пропагираше такво нешто и многу помогна за такво нешто и тие имаат најголем број на дарители по глава на жител во Европа, па дури и по глава на жител најголем број на трансплантации. А кај нас има ли обратено некој свештено или црковно? Не, ние се бевме обратиле. Или дали воопшто сте имале контакт да речеме? Да, имавме некој контакт, се уште немаме фидбек. Значи еве апели до оние кои што можат да учествуваат во развојот на свесноста за донорство, тука можеби црквата би можела да помогне доста. Би можела, медиумите, црквата. Ја споменах Хрватска, мојот прв надпревар на кој што се сеќавам во Скопје, па тоа е некаде на почеток на 80-тите, КК Работнички и Шибенка игра. И тоа е мојот прв кошаркарски надпревар кој што сум го гледал со полна сала на коцка во градскиот парк, кој што сега многу не личи на сала, се распаѓа малку. Да. И зошто Шибенка сега ја спомнав, затоа што ти си шибенчанин, ако не се лажам, по потекло. Не по потекло, јас по потекло по татко македонец, по мајка, мојата мајка е хрватица од Шибеник и така имам таму многу спомени, постојани лета, по повеќе месеци и така натаму, екипа. Јас сум бил само еднаш сме свириле на фестивал, Региос фестивал се вика во Шибеник, не го видовме, многу ми тоа прекрасен град, прекрасни плажи, стар прекрасен град, навистина, да. И таму се случи нешто интересно, по првата трансплантација на срце во Македонија се најдоа некои млади момци
Точно не така. можам да се сетам на имињата и решија да направат пиво во твоја чест. Да, точно така. Ова не знам дали го знаат ја. Па не знам колку го знаат, да, и се направи пиво. Има 2-3 експериментални пивовари во Хрватска, едната од тие е у Шибеник 022 и мощно е популарна и прави така тематски пива, неколку досега прави разни, експериментира со вкусовите малку, нели? И со оглед на тоа што јас често знам да бидам таму, имам некоја екипа и така натаму, и некоја новинарска екипа исто така, самите дојдоа на идеја за такво нешто, ми се јавија, најпрви ми делуваше малку така необично смешно, па уште пиво, нели, ама пивото го крстија Херц, така да окей, ќе биде тоа во ред, нели? И се направи тоа, мощне фино изгледаше, мощне убаво, преку Skype комунициравме на презентацијата. А патуваш често некај? Па патувам често, не е да. баш близко. Да, па не е баш близко, во последно време не, ама да, во животот многу сум. Летување или? Летување, многу сум бил таму, да. Прекрасен регион. Прекрасен регион, прекрасен град, околу острова, корнати едно друго. Ова е на моментот што веројатно гледачите не го знаат но вербалиум. Сега да те прашувам вака, најдов еден клип во кој што ти пред не пречи вака на ти што си со Не, сега да. знамени од претходно. Се обраќаш на една, мислам дека владина седница пред година и кусур и мислам дека тоа по првата трансплантација. Така. Во кој што не знам тоа е некакво браќање на таа владина седница во кој што ти зборуваш за резултатите од таа трансплантација, колку е таа важна. Така. Колку е тоа значајно и за нас како и за самата клиника и за развојот воопшто на како процеси, како една операција која што треба да се практикува се почесто во иднина и спасување на живот и така натаму. Меѓутоа во еден момент споменуваш некаков ветар во грб кој што ви е потребен на вас од таа фела, посебно Точно за така. кардиохирургијата. Добивме ли ветар малку во грб? Точно или... така, веќе не знам Затоа што што да знаеш кажам. како политичарите делуваат секогаш многу заинтересирано за Точно многу. така. А не вршат работа, дефинитивно. А не знам. Не вршат работа. Веќе мога јавно сега Епа, јас директно јавно да кажувам, послушам. да. Од време на време сме имали некоја помош, меѓутоа види, Петар, јас долги години работам хирургија овде во Македонија, работев општа хирургија, торакална, па се усавршував за кардиохирургија, па околу 7 години надвор работев, се вкупно што усавршување, што работе и секогаш сакав да отворам државна кардиохирургија. И бев спречуван од разни интереси. Никогаш немав доволно ветер во грб. Се случи да отвориме, нели, пред 6-7 години и еве, јас скромно ќе кажам дека сме ние можеби оаза во јавното здравство во Македонија, затоа што се што е state of art се работи на нашата клиника, се што е state of art. Да, овие што го правите просто неверојатно. Се што е најмодерно, се што е и не само овие се некако најпопуларни трансплантација, вештачко срце, нели механичко, меѓутоа има многу други работи кои што се state of art, кои што се работат и кои што доколку се работат некаде во светот, со оглед на тоа што сум работел, нели и знам луѓе, ќе повикам, ќе се исконсултираме, ќе повикам некој да ме помогне и веднаш го имплементираме тоа. Ме разбираш? Така да Како стоиме со кадар? Ќе ви кажам, така да кои се главните проблеми, да речеме, ќе ви кажам, така да за вакво нешто да се прави високотехнолошка медицина, да се работи среде нели Македонија, треба ветер во грб. Никогаш не сум го добил доволно, сум го добивал колку толку, затоа и стигнавме до толку, меѓутоа никогаш толку колку што ние докторите практично сакаме. Што е сакаме. проблемот? Кадарот, капацитетите, простори, кадарот веќе не е проблем. Технички Нешто од кадар фали, како и во цела Македонија и во целиот свет фалат анестезиолози по бројка, нели? Меѓутоа целиот кадар што го имам останат кадар не ми фали е изворено добар, веќе едуциран за 6-7 години. Ја помладите ги колеги ги праќав надвор во странство, работеа, специализираат, доаѓаат, работиме заедно, им помагам, веќе имам и зрели своји кадри и така натаму, значи кадарот е извонреден. Младиот, следниот после мене е 10 години помлад од мене, па надолу. Значи, тоа е кадар кој што треба да трае. Дали имаш наследници? Да, тоа е кадар кој што треба да трае. Создаваме нешто за да остане, нели? Тоа е прво. Што се однесува до опрема, во првиот момент кога се отвори, кога бев консултиран, во тој момент работев надвор, нели, за тоа што треба, јас дадов се што треба онака како што треба да изгледа една европска клиника и го добив во првиот момент. Сега само го надополнувам. Тешко е да се надополни, тешко е да се прати технологијата. Секогаш во наводници одам и плачам по фондови, по министерство, и тоа успевам некако. Тоа е само затоа што некој со глава во зид бутка, тоа е само затоа што во оваа држава некој сака нешто да направи. Систем нема. Помош нема. Некој сака да направи нешто и тоа е тоа. Ме разбирате? Се базира на индивидуалци кои што се спремиле, учат, сакаат да напредуваат, сакаат да направат и создадат нешто, што е дефинитивно негативно. Понекогаш ќе се најде некој од политичката фела кој што ќе биде добронаклонет. Ме разбирате, ќе сака да помогне, меѓутоа таа помош не е онаква каква што треба да биде. Тука неминовно доаѓа едно прашање, ја мислам дека јас и ти сме го разговарале тоа еднаш, не знам, ти можеби не се сеќаваш додека ги чекавме децата да се вратат од Солфеш.
Инаку гледачите може би не знаат неговата керката на докторот и мојот син одат заедно на музичко и ќе видиме дали ќе продолжат. Сега се во некои чудни години. И ти имаш работно искуство во Германија, Швајцарија, Кувајт, Израел. Да. И така, сега неминовно едно прашање. Во овие луди времени, во вечно транзицијско општество како што е Македонија, не завршува тој процес. Трае таа некоја трансформација која што никако да заврши, на штета на сите нас. И неминовно е да те прашат човек што мајка те натера да се вратиш во Македонија и сум зборувал со луѓе кои што те познаваат и велат Сашко е непоправлив патриот по некои прашања и за некои работи. Па можно е да е тоа. Предизвик можно е да е тоа во прашање. Видите, Петар, јас почнав со оваа идеја и бев спречен во реализација на оваа идеја. И потоа кога некако насетив дека пред многу години, кога некако насетив дека може да се реализира, решив да се вратам и да го затворам кругот. Разбираш. Факт е дека многу пати сум размислувал и се уште размислувам, па зошто ваму не останав, зошто таму, па види како како живееме, се бориме, затоа што се, Петар, одлично искуство ќе ти кажам, се во една нормална земја што работиш ќе направиш многу полесно отколку во наша земја. Верувај ми. Добро, тоа е. Значи 90% од енергијата трошиш на парамедицински работи, 10% од енергијата на медицина. За да во западниот свет користиш 10% на парамедицински, ако си организатор или водиш некоја клиника, а 90% на вистинската наука и медицина. Меѓутоа едноставно сакав да го затворам кругот прво, а второ можеби стои тоа некако во себе сум непоправлив патриот, Ти доаѓало ли на моменти да дигнеш раце и да кажеш ова? Ми доаѓало апсолутно, меѓутоа уште ги. Меѓутоа кратко трае тоа. Кратко трае и продолжувам, Значи си упорен и стоиш на својата кауза, како да не речем. Да. Добро, секоја чест, затоа што навистина што се случува со некои други клиники, ајде ќе тргнам со мојот проблем, јас сум 2 пати опериран од холестеатомно уво и нека не ме сватат погрешно, сите оние благодарен сум на клиниката за ОРЛ на државната клиника. И бев во Словенија да се консултирам што се случува со моето уво и ми рекоа па можеби не си имал потреба да правиш оваа операција, а мене веќе слугот на едното уво ми е 50% отиден. За музичар тоа баш и не е пријатно, ама се случуваат и погрешни, не знам, дијагнози или погрешни во наше здравство. Се случува, затоа ви велам, нема систем, потребен систем, а системот се гради нели од нула па нагоре. Ние дури во еден период, јас малку фатив од на друго време, тој систем многу подобро функционираше. И во здравството генерално. Тоа е заклучок на сите. Без разлика што ние во таа бивша земја, иако беше по-лайт, бевме something in between, што вика имаше еден филм кој што дали се запад исток, something in between, нели? Без разлика што во тој период ние како студенти велевме аха убаво е, ама дај како ќе изгледа демократија вистинска и така натаму. Сепак од денешен аспект гледано, нели? Многу работи подобро функционира. А пак во 70-тите, бидејќи ги имам јас информациите, нели во 70-тите, тоа здравство било на ниво на европско здравство. Тоа наши постари доктори имале понуди во Скандинавија, во Германија да работат, па и во Англија размислуваа, чеки кај ми е подобро. Па и доаѓање студенти од размислуваа, чеки, па овде ми доаѓање студенти со мене студираа многу студенти од арапските земји. Мојот тетин е сириец, арап, кој што дојде тука и на медицина, не знам што заврши и остана. Се омажи со мојата тетка и така. Добро, но ден денес имате, колку што знам, колку што следам контакти со клиниките од Белград и од со сите клиники, Белград, Загреб, Ljubljana, персонал, така, Европа, во Германија доста и така натаму, доста комуницираме со нив, порано повеќе, сега помалку, меѓутоа од време на време, ако има нешто state of art, секако и ако некој нешто превземал веќе, секако имам комуникација и ќе го имплементираме кај нас и така. Немаме така континуирана, првата година две имавме, сега немаме, меѓутоа од време на време, тоа е на 2-3 месеца и тоа е прекрасно. Затоа со сите со многу колеги од Европа комуницирам и комуницираме и со клиники, нели и еве сега ќе правиме некој регионален симпозиум, догодина конгрес на кардиохирурзија овде, така што мислам дека таа соработка, тоа зближување со колеги секаде, нели, од светот е страшно значи. Докторе, само кога ќе правите симпозиум, кога ќе видите сите тие специјалисти на едно место, немајте да се запивате многу затоа што може да биде ризично за пациентите тие дена кои што може да се запиваме интервенции, Меѓутоа ќе повикаме малку околу музиката да никога. Не, ќе помогнеме колку можеме. Фасцинантно ми е дека првиот пациент кој што му беше представено срцето е вработен на Како се случи тоа? Се случи вака.
Неверојатно. Беше трансплантиран, беше понатам нели добар, функционира едно друго се и дојде момент кога треба да се пие одредена група на лекови кои што служат за да не се исфрли тоа срце, нели? И тие се скапи лекови. Да, некои се признаваат на фонд, се повеќе ќе се признаваат, меѓутоа има партиципација, има некои други трошоци, човекот беше невработен. И јас во повеќе моменти, во повеќе наврати официјално барав да се вработи човекот, или да не се вработи, туку да се третира како да добие некоја здравствено осигурување или пензија како што добиваат заслужна во наводници пензија, некој да му се даде некоја пензија на човекот за да може да никако не успеав, немав одговор, немав слух во државата и затоа решив и најлеге артис успеав да го вработам на нашата клиника, каде што е курир, каде што со мотерчето постојано се вози околу клиничкиот центар и каде што ние не го форсираме, меѓутоа сосем нормално функционира, затоа што голем дел од пациентите секаде во светот, 90% од пациентите или 94-6% од пациентите сосем нормално функционираат. Од тие некои бираат, некои кидат на full-time job, некои кидат на part-time job, некои си се пензионираат, нели? Тоа е нивно. Што значи најлеге артист им ако сака може да работи. Ме разбирате? Клиника за кардиохирургија на моменти делува како биро за вработување, веројатно сте знаеле ова. И потоа по преследување на срцето прочитав некаде дека колку може човек да тера на тој начин. Видите, главните компликации се инфекции или евентуално отфрлање. И сега во различни периоди разно. Имаме еден тип накодно отфрлање првата година кој што се надминува најчесто, потоа има можност од инфекции затоа што се пијат лекови против отфрлање, па малку имунитетот го намалуваат, малку повеќе и лесно се склони кон разни инфекции, нели еден повторно зачаен круг, за да во некое време далеку потоа заради таа имуносупресивна терапија може некој карцином да се закачи, најчесто полесен, меѓутоа. Сега 13 годишно преживување имаат 50% од пациентите. А има анекдотални случувања да имат по 20-25 години да живеат после тоа. Значи, 13 до 14 годишно проживување, 50% возраста на пациентот важна ли е во тој? Возраста главно и не е важна. Зошто? Затоа што право да трансплантираме имаме до 60-65 години. Разни земји разно, 60-65 години. Сепак и 65 да е, како што имавме само еден пациент, сепак е тој во зрело доба, тоа не е стар пациент, така да не е проблем, не влијае тоа, нели, на преживувањето, самата возраст. Докторе, рековме нема многу да зборуваме за медицина. Да, пак се трепавме едно 40 минути. Ова се многу интересни теми за кои што за лаик како мене можеме да зборуваме со часови и да терам. Ти си семеен човек, имаш керка и имаш сопруга Ана која што не знам колку знае јавноста, е архитект и се занимава со фотографија. Така, таа архитект и да. Фотографии имаат завршено дона што јас го имам начуено во некои познати списанија се магазини. Не знам дали имаш и видено. Меѓутоа она е архитект по професија и е искусен архитект и додека живеевме надвор беше dedicated на изградба на болници. Меѓутоа таа квалификација високопрофесионална тешко може да се имплементира не. А од друга страна со оглед на тоа што сите архитекти се помалку уметници, таа и слика, па прави дигитално сликарство, меѓутоа во последно време неколку години фотографира и дојде многу високо. Од почетокот малку и мене беше толку завземена со тоа што јас малку и се чудев што ќе биде сега ова, дојде до степен да можеби ќе биде и професионален фотограф после извесен период. Она е член на Америчка академија на фотографи, дури е во наводници некој директор за Југоисточна Европа на истата академија. Веќе. Браво, не сум знал. Не сум знал тоа, така можеш да ја изгуглаш. А тоа како функционира? Пака со оглед на вашите обврски, Матеја, тинеџерка, Матеја, тинеџерка, да се носат дваму таму обврски. Растрчани, Петар, што да ти кажам, и знаеш и самиот како се функционира. Многу тешко и тоа се функционира, да. Добро, посебно ќе се склопи сето тоа. Може полабав сум однос на моите обврски, ама вака кога ќе кажеш кардиохирург, знаеш, од старт мислиш, добиваш представа за човек кој што е буквално 15 часа дневно. Не знам како ве работи. И така е. Што на работа, што на телефон, што од дома на работа повторно. Меѓутоа има една друга работа. Ако се направи добар тим и добар концепт и добра организација, дури
и јас како најстари, како директор и како професор, и да не се може без мене, тоа е 20%, оние 20% кои што во секој момент може да се изреализираат брзо, на тимот му верувате за сето останато и потоа одите, вршите останати функции, дали на работа, па дури да се скокне за домашна работа и да се врати повторно човек, нели? Ти се случува да ти речем Матео днес јебам јас. Се случува кога можам го правам. Доста вака густ. Добра организација се прави. Густ распоред. Вака сега за тебе има шепнато дека сега кардиохирург си, меѓутоа дека си љубител на вина. Дали е тоа вистина? А да, вистина, јас сум љубител. Како делото на биди љубител, ама немој повеќе од така, во тој смисол, да. Па претежно црвени, да. А кога сакам да продолжам да функционирам, нели, некаде, да не решам во сала, може и по некоја бело. А пред сала или пред операција некаде те гледам на некој интервју дека имаш обичај да каснеш чоколада, зашто тоа те смирува. Како може чоколада? Чоколадата смирува дефинитивно. Не, шекерот дава гликоза на мозокот, да се иде од мозокот, нели? Апсолутно. По една бомбона обавезно, дали ќе се најде бајадерка или нешто друго, обавезно и тука сме мирни. Апсолутно. И колку трае тоа? 3, 4, 5 часа? Така, доволно, така е. Исто така те прочитав некаде дека знаеш кој ќе кажеш вакви операции, вакви сложени постапки веројатно носат многу стрес и многу одговорност. Ама ти викаш дека ако го правиш тоа со уживање, тогаш нема никаков проблем. Ти уживаш додека ја правиш таа операција и како тоа? Сега малце да не изгледа брутално, човек сече па ужива, ме разбирате, да. Не знам, не павароти, нешто. Да. Меѓутоа, ако човек ужива во својата работа, знаете, многу луѓе беа рекле, не знам чија е тоа, ако човек ужива во својата работа, исто како да не работи, да. Исто како да не работиш цел живот, нели, ако уживаш во својата работа. Прецизноста дефинитивно е резултат на искуство, резултат на тренинг и смиреност и прецизноста се вежба, нели? И резултат и се доаѓа од мозокот, знаете како ќе ставите еден клик и речете сега мора да биде така, ќе абстрахирате се останато и ќе терате и потоа полека уживате у сета своја работа и сето тоа треба да вроди. И како чувството кога знаеш дека си завршил голема работа? Прекрасно чувството, прекрасно. Ние не можеме да се ставиме во таква ситуација. Да дојдеме да речеш спасивме денеска. Уште еден прекрасно чувство, дури некој од колегите ми рече професоре денеска не бевте устала нервозен сте ми. До таму? До таму, малку адреналинче, нели? Секогаш малку адреналин треба за да човек. Нели, знаете што? Има многу и малку адреналин. Ако се исконтролира малку адреналин на многу долги стази, тоа го продолжува животот, да знаете. Малку адреналин на долга стаза го продолжува. Да, затоа што премногу адреналин на долги стази може да до стреса, потоа ги имаме оние инфаркти. Така е. И во ова стресно општество колку имаме луѓе кои што многу со срце и заболување и воопшто со мислам дека сме шампиони прво по психосоматски заболувања. Тоа да. Не знам, посебно меѓу мојата генерација на луѓе имам такви еден куп кои што буквално живеат со хелекс и диазепам и ние дури една песна направивме период да се смеа тука во студио. Да. Рефренот оди диазепам, лексилиум, лексаурин, апаурин. Да. Мислам дека стана неверојатно колку е тоа е вистинската пандемија за мене. Тоа е вистинска, точно така. Затоа што тон луѓе знам и млади луѓе кои што буквално не може да функционира на дневна база без точно. Ете, тоа е продукт на денешно време во кое што сите овие стресови, сето ова политиканство, сите овие. А помага ли тоа, наречеме, за човек да не заврши со инфаркт на крајот или Не, помага апсолутно, се разбира дека има база, дали генетска база, дали база апропо исхраната и апропо недвижење и сето тоа. Многу има фактори, меѓутоа тој стрес дефинитивно. За тебе исто ми имаат кажано дека имаш обичај пред работа да пешачиш, додиш на водно, стануваш во колку станува во пролетните и летните периоди рано уште некаде пред 6 за да можам да отидам до водно и да се вратам. Во зимските не. Да. Пешачиш по колку, по половина час? Пешачам по 40 на минути, значи се качувам до средно водно и се враќам некаде од базата на водно и тоа е она хајкинг или понекогаш кога бев помлад можев и да трчам, сега е само типичен хајкинг горе-доле. Добро, ма физикусот добро го држаш и возиш и велосипед. Од време на време, тоа заради Ана возам велосипед, заради Матео. Не е тоа твоја жел. Само за друштво да им правам и ги мотивираме тој начин, да. Добро, меѓутоа физички си вака фит, што би се рекло, тоа е добро. За тебе исто ми имаат кажано дека си дел дека си сепак вака еден сегмент битен од тој поранешен скопски nightlife да го речеме или ноќен живот и дека си бил пријател и со Пиже и со Зеко и така натаму дел си од таа екипа. Какви спомените те врзуваат за најубавите спомени? Знаеш како, доста често доста актуелна таа тема Скопје какво беше во 80-тите, во 90-тите.
какво е денеска и дали сме ние тие што старееме па го доживуваме некако поинако или навистина се изместени вредностите, начинот на живот, дружбата. Често си го мислам тоа. Точно така, често си го мислам тоа, затоа што сите како ќе подостареат малку, како беше во наше време, така и нашите родители зборуваме, и тоа дефинитивно во мојот и во многу случаи на мои пријатели не е така. Еве, јас се трудам да имам млад дух. Јас имам млад дух. Без разлика дали ќе острам, ќе изгледам вака, јас имам во себе имам млад дух. Јас можам да се дружам со многу млади и постари луѓе, потполно ми е сеедно, секаде се наоѓам. Сметам дека не е до нас. Тоа време беше вистинско време. Во прав смисол вистинско време за забава, за дружби, за растеретеност, за една позитивност, за една честност. Крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите. Каде и да бев отишол, ја често одев по Далмација или Загреб, сите ми велеа најубав ноќен живот има во Скопје. Да, кога да доаѓа оде заради ноќниот живот. Крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите. И потоа полека се измени. Не знам колку си конзумент на квалитетните култури, да речеме музика, театар, уметност и така натаму. Ми имаат исто шепна дека музика доста сакаш, не знам каков тип на музика слушаш, меѓутоа живееме. Да. Знаеш што го зборувам, ти си важна фигура, секој треба да биде да влие на многу сегменти во општеството, не само зборуваме за кардите луѓе, меѓутоа доктор Јоев може да влие и на друг начин и за развој на културите, на квалитетот на живењето и така натаму. Се случи пред некое време. Зошто те прашувам за личниот живот, како бил некојаш за таа дружба, за таа солидарност и така натаму. И се случи пред некоја недела убиство пред дискотека, која што, тоа е моја теорија, која што мислам дека една или две дискотеки има Скопје во моментот, што е страшно. Едно време имаше десетина. И едноставно во тие, сега ти имаш керка на 13 годишна возраст, мојот син е тука некаде и беше на една джуниор забава, на кое што мислам дека единствено тој тип на времето ги имаше, не знам, Мусандра, Хардрог и така натаму, сега мислам дека само во таа дискотека имаше. И го прашав, добро, што слушате таму, што музика? Буквално половина вечер поминуваат во турбо фолк и разни шундики, содржини, и мислам дека тој наратив потоа се пренесува и на нивниот живот и начин на живење и страшно станува. Сега ме прашате пред малку дали одам на водно. Јас одам на водно и петок и сабота и недела, кога повеќе луѓе одат на водно, слушам таква музика од ранците на некои млади луѓе. И не можам да го преживам тоа. Јас не знам што се случува. Стана главниот извор на турбо фолк содржини. Не знам што да кажам. Не сватливо што таму се собира некои панкери, металци и така натаму, сега одиш и слушаш некои чудни звуци. Затоа тука сме на иста фреквенција сме тука, затоа и забележав дека чувствам дека се наоѓам во една урбана средина и убаво урбаним да го крстите овој вербалим или како се вика, не се или да има две имиња. Не знам каде одиме и мислам дека никаде не одиме. Навистина во наше време слушавме секаква музика, театар, филм, понекогаш на опера. Ние сме биле во театар обавезно еднаш неделно. Не театар како во времето на нашите, барем на моите родители, да се одиш, да се дотераш да видиш, него театар како ќе излеземе во кавиш, ај преку драмски да идеме во кавиш, од оние. Едноставно некака квалитетна содржина. Едноставно, не знам, во тоа време се испојавија, не знам, Хајфа и Летво место, Диво место и така натаму, сите оние наши култни представи, нели, и така на Горан Стефановски и така натаму. Беше прекрасно. Тоа беше време на најубави филмови. Јас не можам да изгледам филм во последниве 15-20 години. Тоа беше време на кога во зенитот беа овие чуени режисери, во смисло на, не знам, Стоун, на Скорцезе, на Кјубрик и така ме разбираш. Така да тоа беше едно сосем со квалитет, подоцна Квентин Тарантино и така натаму. Сосем еден друг квалитет. Музика слушавме буквално секако, нели, пред малку спомнавме наша екзекциона поп сцена од прљаво казалиште па натаму. Која што беше едно од најаките на светот. Беше едно од најаките на светот и се разбира секаква главно поп-рок музика, нели, од не знам, YouTube, Депеш Мод, Queen и така натаму. Што те возбудило нешто поново или нема? Нема што да не знам, после на Африка, Добро, тоа е веќе млади генерации тоа не го паметат, го забораваат. Да, искрено. Нешто вака да те возбуди да кажеш нешто поново. Искрено не. Ќе ти дадеме ние некоја плоча. Искрено да ми даде тоа обавезно, да. Ќе ги преслушаш. Проблемот е што медиумите не пласираат веќе квалитетни содржини, затоа што знаеш како јас имав еден статус пред година или две дека имаме турбофолк судство, турбофолк политичари, турбофолк здравство. Дали ни е турбофолк? Се е турбофолк, да ви кажем искрено. Се изместија вредностите, нема веќе вистински вредности. Ова е веќе тривијално што го зборувам, ова секој нормален урбан човек ќе го каже, значи. Меѓутоа не знам зошто е така. Не знам што е нормално, знаеш како младиве не го доживуваат тоа така. Не го доживуваат така. Тоа им е презентирано како
За турбо фолкот тие го доживуваат како поп култура, а на времето беше незамисливо, ние на училиште не учеа што е, не знам Диме дали ќе се сети во 29 поранешно ноември сегашно Војдан Чернодински науча, имаме предавање за тоа што е кич и шум. Така е. Денеска кичот и шундот не постои, не се споменува како категорија. Тоа не можам да го разберам. И кич и шум содржини, ова го зборам за сите сфери, и за здравството и за судство, администрација. Секаде е присутно. И толку е присутно што веќе нема назад. Јас се плашам колку ќе има назад и кога ќе биде тоа назад. Кога се до тоа ќе го промениме и ќе се вратиме назад. Значи, тривиално изгледа, јас сум веќе повтора ќе кажем, како старееме, па у наше време беше најдобро. Еве и ти знаеш, помладси од мене, 80-тите, крај од 90-тите. Па тоа беше култно време, во смисло за култура, за сите овие култури што ги споменувате, вистински култури. Тоа беше мелем. А да не зборам за луѓето беа сосем поинакви. Луѓето и да не зборувам дека и тогаш па ние со помалку сите шетавме, ние секој лето бевме некаде, секој лето дали бевме по грчки острови, дали по Далмација, дали почна Лондон едно време кога малце се подработуваше лето и се одеше главно за музика да се донесе и кој ќе ве прашаат на граница. Трс беше како бутик, главниот бутик беше Трс, нели? Ќе ве прашаат зашто доаѓате у Лондон за музика. Добро, за да се купи музика и да се донесе, нели? Мислам, тоа беше нека време кога со Интерреил и со ранци на шипки и со свртена она како се вика извитка на вреќа шетавме по Европа. Тоа беше толку нормално време и сега одеднаш се измени. Кога зборуваме за музиката, пак ќе спомнам нашиот малиот Мате, јас ја возам на училиште на Сабајле и ќе свири некоја радиостаница, не е битна како радиостаница и она ги знае ти одма ги. Мислам, вртам на некој од радиостаниците, една од тие најчесто, до две, кои што презентираат музика за која што сега зборувавме пред малку. Чудно е колку се они бомбардирани со онаа друга музика. Меѓутоа, полека ја разбираат ова. Во кој смисол? Ако почесто го правам тоа, она ги подпевнува и тие, овие од мое време и наше време, и се допаѓаат. И сега јас си правам, нели, јас ја прашувам каква има ли разлика сега помеѓу оваа нова музика и музиката која што дефинитивно ја чувствуваат разликата. Значи сепак се они преоптеретени од медиумите, од околината. Да, чувствуваат разликата откако ќе разговараш со твоето дете. Инаку родителите денеска не знам дали и се нема време да се разговара, да. Да, знаеш како тоа е главен изговор дека немаат време да разговараат. Не можам да сватам некои 15 минути да не може да одвои од денот да на детето да му посочи што е квалитетна содржина, што е кич и шум и колку е тоа штетно. Потоа ни се случува она што ни се случи со хрватскиот рокометар пред некоја недела. Кое што мислам дека е директно последица. Така што мислам дека како родители, не зборувам за нас како родители, туку зборувам општо како родители, мислам дека малку потфрламе во однос на таа мисија и дека тука треба малку повеќе да поработиме. Добро, почнуваме со малку други теми, сега да те прашам уште нешто, дали си љубител на спортот, односно на дали следиш спорт? Нешто Вардар, ракомет? Малку следам спорт, искрено да кажам. Значи јас следам многу малку спорт. Знаеш зашто те прашам? Сакам спорт. Кога спомнав и Вардар и фудбал, затоа што ако не се лажам, едно од вашите главни анестезиолози е керка на Ѓоко Хаџиевски. Да, точно така, да. Така што ете во екипата имаме и неколку некои македонски фудбалски легенди. Точно е така, да. Следиш ли ракомет фудбал? Кој што е голем и Ѓоко е голем. Поддржуваш на клиниката генерално. Петар, малку следам само оние најважни во смисол на репрезентативни, кој ќе дојде нешто, па сите гледаме. Да, сите гледаме во некој кафич или дома ќе се собереме. Инаку, навистина многу сакам спорт, меѓутоа слабо следам спорт, искрено да ти кажам. Добро, веројатно. На времето NBA кошарка доста следат, нели? Во времето на Љубомир Николовски. Од кога Љубомир коментираше, тоа мораше да се остане, да. Тоа беше ги пренесуваше од таму, ако не се лажам. Од таму ги пренесуваше, точно така, да. Нема тоа, сега нема на Љубомир, да. Знаеш како се на нашите телевизии да нема речиси простори за овие што се најуспешни колективи. Вардар на пример не одеше на МТ 2 или 3 години, стана 2 пати европски првак, така што тоа е исто вага тема која што можеме да дискутираме со часови. Не знам дали опфативме се, дали ми остана уште нешто. Позборуваме за многу работи, не сакав да се задржиме само на она што е конкретно твоја струка и специјалност. Мислам дека доволно ги запознаме гледачите на Вербалено со тоа кој е Сашко Јовев, што работи, што го интересира во животот, кој му е, не знам сега, може остана некои работи што не ги знаеме. Сигурно останува така. Види, јас се евав по луѓе, прашувам. Нема да дознаеш никогаш на кого сум сел, зашто сум прашувал и што сум дознал. Меѓутоа еве доста работи мислам дека кажуваме кои што може би не ги знаат гледачите. Ти благодарам што беше гостин овој Вербалиум. Би сакал да
да ги поздравам. Ова е еден проект кој што практично го правиме вака ентузијастички со една добра намера да опатиме што повеќе теми со што повеќе наши и градски и државни херои кои што доаѓаат од разни области. Мора да го поздравам Рок Бар Круг кој што не првиот поддржувач на Вербалиум и кој што се надам ќе остане како таков и понатаму. И сега има еден блок од 20 на секунди, докторе, ќе ни извиниш, во кој што тоа се вика рекламен блок, ќе оставиме малку простор за нив 20 на секунди. Секако. Една кратка пауза за реклами за спонзорите кои што допрва треба да дојдат. Така. Така, ги очекуваме. Одлично. Ти благодарам за гостувањето во Вербалиум, особено чести задоволство ми е. И мене нека беше ги исто речат така. пеца и кардиохирургија не во сон, ама никогаш не велете никогаш. Така е. И не знаете Да. што ќе ви се случи во животот, слушајте ги советите на доктор Јовев и на време одете на лекар ако почувствувате некакви проблеми со срцето и така натаму. Ти благодарам за сите овие. Ти благодарам и тебе и на целата екипа. Еден час во овој Така. муабет, се надам дека не те задржаме, дека Не имаше беше други чест и премногу. многу пријатно. Многу пријатно И беше. поздрав дома и ќе се видиме Фала. во некоја И ти исто следна така. прилика кога нема да зборуваме за турбо фолк здравството и Да. кога ќе речеме дојдовме на едно швајцарско ниво. Така е, така е. Биди сигурно. поздравен, Фала на многу, вам. се најубаво. Ви посакам се најдобро. Слушајте ги Зулу 34 ги имаме во ово издание и секако лайк, суб, шер и коментари, пцовки на сметка на аудиторот или што и да е, очекуваме секако од вас. Се гледаме во следното издание наскоро. Thank